Следното прашање е Катерина Екимовска и вели дали постои начин со исхрана да си го подобриме животот кога примаме хормонска терапија и да не се подуваме толку многу. Повторнете со подуеност, но ова е поразлична малку подуеност. Катерина, па може би не постои, затоа што хормонските терапии, хормонските дисбаланси се многу комплексна работа. Тоа е сигналниот механизам на нашето тело и кога се случува дали дисбаланс на хормони, дали поради потреби, не знам, за инвитра и така натаму, или можеби други хронични состојби, па треба третман со хормони, тука единствено нешто што ќе ти помогне е да не го сметаш како ситуација која што само тебе ти се случува, да не го сметаш дека нешто ти погрешно правиш и исклучиво да се фокусираш на континуитетот на добар животен стил, бидејќи конкретно нешто дека јас сега ќе ти кажам да ќе си земеш, не знам, омега 3, да речеме, помага да придонесува кон хормонален баланс. Но тоа не значи дека сега треба да пијам омега 3 да очекувам чуда. Значи мора целокупниот животен стил да го применуваш и да биде во континуитет и да имаш редовна исхрана. Кога се работи за оваквата подуеност и поврзаноста со тој сигнален механизам, на прво место би ставил протеин, затоа што консумирањето на доволни количини на протеин во исхраната и тоа да биде во 3 до 5 оброци во текот на денот, значи да имаш по-константни дотори на протеин, ќе ти помогне да имаш прво си помагаш да одржуваш мускулна маса, второ дава ситост и влие на сензитивноста на инсулин, затоа што колку и помирен го држиме инсулинот како хормон, толку е подобро за сите останати хормони во тој сигнален механизам. На второ место, ако зборуваме на таа тема, би ставил редовна физичка активност и тоа со тежини, бидејќи физичката активност со тежини и оптеретувањето на мускулите, па дури и со додадени тежини, не само со сопствената тежина, ќе помогне во провокација на раст на мускулната маса, а колку повеќе имаме мускулна маса и нова мускулатура, тоа ќе значи помирен инсулин и подобра сензитивност. Од друга страна, тоа ќе значи дека во телото се создаваат услови за многу подобро менаџирање на шекерот. И трето нешто што би ти го кажал во контекст на шекерот е да избегнуваш било какви процесирани и рафинирани шекери, а тоа дури подразбира и фруктозни шекери. Значи, контролирај се со овошјето, бидејќи фруктозата придонесува за многу вознемирување на инсулинот и затоа значи било какви процесирани шекери, многу зеленчук во замена за тоа што можеби ќе намалиш со овошјето, бидејќи повторно овошјето не може да кажеме дека е нездраво или лошо. Посложени аглехидрати, кафеафори, интегрална паста, бидејќи растителни влакна и омега 3 во доволни количини создаваат поволни услови. Така да, знаеш, ако почнуваме да набројуваме, има и други ставки по кои што би те советувал и за кои што науката се сложува, но пак ќе ти кажам, мораш континуитет, гледај да не се фрустрираш заради таа ситуација, затоа што не се решава преку ноќ и не барај диета по интернет и не барај апче што ќе помогне, и затоа што калориските дефицити, рестрикции, диети и како може да те ги нарушат хормоните, бидејќи рестрикција и немање калории значи дека нема суровини. А хормоните во нашето тело се создаваат од нешто, мора да има суровини, народски кажано. Затоа немој да посегнуваш по рестриктивни диети и да мислиш дека така ќе си помогнеш за побрзо да ослабеш и се за тој пуст изглед и за намалување на килограми. Континуитет во добри навики ќе создаваат секогаш добри услови и тоа е најдобрата стратегија.